Почитувани новинари, уште еднаш би сакал да потенцирам дека е надвор од парламентаризмот, контролата на власта и европските вредности, поканети министри во парламентот кој што ги избрал да бидат министри, да избегнуваат да дојдат на прашања кои што се битни и од национална гледна точка, но и од точка на евроинтеграциите. И затоа цениме дека е крајно неодговорно отсуството на вице-премиерот Димитров и министерот за надворешни Бојар Османи од денешната комисија за надворешна политика. Дополнително, актуелното владеачко мнозинство пред изборите не убедуваше дека една од изборните цели е да имаме ефикасни институции. А денес гледаме дека токму пратениците на владеачкото мнозинство оневозможуваат Комисијата за надворешна политика да биде ефикасна институција како работно тело од Собранието. Инаку, она што требаше да биде расправено на Комисијата за надворешна политика, денес ќе го предложиме како точка на дневен ред на пленарната седница. Насловот на точката ќе биде информација за македонско-бугарските односи во контекст на објаснувачкиот меморандум од официјална Софија и ризикот за блокада на преговорите со Европската Унија. Оваа точка, освен материјал кој што е приклучен, ќе содржи два предлог заклучоци. Предлог заклучоците се: првиот заклучок: Собранието ги осудува позициите содржани во објаснувачкиот меморандум на Република Бугарија, испратен до членките на ЕУ во контекст на проширувањето на македонските евроинтеграции, како спротивни на повелбата на Обединетите нации, во која една од целите е развивање на пријателски односи меѓу нациите, засновани врз принципот на почитување и еднакви права и самоопределба на народите, право кое неделиво му припаѓа и на македонскиот народ. И вториот предлог заклучок: Собранието упатува апел до сите земји членки на ЕУ, до Европската комисија и до Европскиот парламент да донесат безусловна одлука за почеток на преговорите со одржување на првата меѓувладина македонско-европска конференција. Се надеваме дека пратениците од парламентарното мнозинство ќе ја согледаат важноста на оваа информација, коректноста и издржаноста на предложените заклучоци и дека истите ќе бидат поддржани со пошироко надпартиско мнозинство, како што впрочем за многу по-контраверзни теми се забележа надпартиското мнозинство во парламентот на соседна Бугарија. Тоа би било накратко што сакав да кажам. Повелете доколку има прашање. Па ќе видите на самиот почеток на седницата, еве, нека биде тоа еден. Ова ќе го предложиме да биде дел, да биде прва точка на дневниот ред на денешната пленарна седница. И се надеваме дека собраниското мнозинство ќе се придружи кон потребата да расправаме за една ваква битна информација, која што не е само од национален интерес за Македонија, исто има интерес и за регионот, и за добрите односи со Бугарија, а исто така и за преговорите со Европската Унија. За жал не бевме удостоени ниту со образложение на самата покана, иако ја доставивме навремено. Обезбедени се сите здравствени протоколи и се што треба, но очигледно нивното отсуство од собранието е нивна политичка одлука и покажување на непочитување кон собранискиот дом како представник на народот и граѓаните во Македонија. Диалогот помеѓу владата и законодавната власт треба да се случува во собранието. Нам не ни треба диалог на теферич. Второ, во собранието парламентарното мнозинство има мнозинство и во Комисијата за надворешна политика. И доколку владата оцени
дека разговорот за македонско-бугарските односи содржи одредени информации од строго доверлив или карактер на државна тајна, можат слободно тоа да го предложат и сигурен сум дека според деловникот ќе им биде удоволено. Впрочем, како што беше тоа и во јули 2017 година, кога се разговараше за предлог договорот тога за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија. Затоа е многу чудно што власта избегнува да биде дел од расправата на Комисијата за надворешна политика, каде што пратениците од владеачкото мнозинство имаат мнозинство и во самата комисија. Ви благодарам многу. Пријатен ден.